го најавувам најновото издание на Телма 5. Вистинска прилика сега да го прошириме кадрот во нашата дневна соба во утринско шоу Расата Шиба Ину. Ова беше изненадување од Здраво. знаеш. Од многиска најново, да. Еве ни го и Стефан Кирков. Златко, ќе си го поздравиме зад камерите и благодарение токму на нив денес повторно представуваме нова раса. Јас утрово Стефан ми вели малку погреши, меѓутоа тука беше. Јас ќе се поврзав со Акитата, така нема да погрешам. Меѓутоа, како ми рече, не сум погрешил многу, бидејќи ова е само една помала верзија на Акита. Помала верзија може да се каже од Акитата, иначе станува збор за многу две слични раси. По физиономија Филмот Хачико со Ричард Гир е Акита Ину. Тоа со Ричард Гир што го Да, ова што гледаме денеска уникатно во студио за прв пат во Македонија е Шиба Ину. Шиба Ину. Акита Ину сепак ги гледаме низ Македонија и се доста распространети, но Шиба Ину, кратката верзија на Акита Ину е јапонско богатство, така велат јапонците. Самата раса потекнува од Јапонија, како и Акитата Ину, и го сметаат за нивно национално куче, национална гордост, највеќе застапена во Јапонија и донесувањето на кучиња од Јапонија во Европа и во Америка и на Балканов е многу ретка. Сериозно? Дури во Македонија има податок дека каква блажена со тебе е Ана. Ние знаеме дека од она што го следиме како нели по изложби и по кинологија низ Македонија, дека има само 2 или 3 примероци од оваа раса во Македонија, да. Нешто повеќе број има во Србија, меѓутоа не е застапена, можам да кажам, расата. Станува збор за една прекрасна раса на куче. Која кажа потекнува од Јапонија и се смета дека е една од најстарите раси на кучиња воопшто во целиот свет. Браво. Јапонците и тоа како ја одгледуваат и ја сакаат, затоа што изобилува со прекрасен карактер. Значи дека си има традиција на негување на расата во Јапонија. Ја има во нивните песни, значи ја имаат опеано во песни, ја имаат во нивните филмови, на нивни реклами, на фрески цртање, значи предизвик за секој уметник да нацрта Шиба Ину, затоа што верувате кога ќе стане сега Ана во студио ние малце во една лежачка позиција. Не, сериозно, сега се смееме со Марија и со режија овак. Сериозно, како да сака да си позира пред камера. Ова е прво куче кое што овака позира. Ете да има прилика гледачите да уживаат. Кога ќе стане навистина станува збор за елегантна анатомија. Бога ми да. Опашот е свртен во форма на полжовче, ушите се поставени кој што гледате. Браво. Така да Значи имаме дека вистински убав пример. Да, Ана е супер пример, кој највеќе шампион на Македонија, се спрема, значи во собственост на пансион и дресура Тасевски, Затко, веќе нашиот соработник и гостин. Он веќе спрема и за интернационална кариера. Токму Ана? Токму Ана, да. Значи дека ќе има меѓународно признание. Понка, но веќе со македонски пасош и ќе представува македонската кинологија, се надевам и во надвор од нашите граници. Ова е Јапонка со македонски пасош. Ќе ја шетаме. Уникатна прилика, да. Значи расава е супер марче, затоа сакам да ги запознаеме сите гледачи на утринска Телма. Може да имате домашен миленик кој ќе чувате дома во надворешни услови и може да имате миленик кој ќе го чувате во двор. Трпи ладно, трпи топло. Значи, ваше ќе се одбере дали сакате куче за во двор или сакате куче за во салон. Околу начинот на чување навистина е куче кое го икаат периноси. Буквално немате некој посебен тип на громинг, односно нели она четкање кое нели треба на подоаката да се за разлика од други раси. Но не се митари енормно како од другите раси. Нема мирис, значи од тие раси кои немаат некои специфични мириси, иако потекнува од Јапонија, што не е карактеристика за Акитата. Акитата веќе има големата. И некои Акитата потекнува да, исто јапонска раса, значи тоа е скратена верзија на поголема верзија на Шиба Ину. Имаме можеби и Златко некад ни се приклучи од таму. Дали имаме да речеме историја која е постара раса, Акитата или Шиба Ину? Шибата Ину е постара раса, да. Они сега јапонците работат и друштвата за кои се занимаваат со одгледување на Шиба Ину за скратување на уште покомпактни помали примероци за на изложби. Сериозно? Да. А инаку каков микс се добија да речеме Акитата? Па тоа е од Акитата и со вкрстување, значи станува збор за хибридна раса, но не е точно прецизирано затоа што кажав една од постарите раси на кучиња не може да се влезе во трак што конкретно има во овој тип на кучиња.
од она што го знам како податок, јапонците ја крстиле по тоа дека шиба е малечко, значи станува зборот во превод е малечко, а ину е куче. Значи малечко куче. Малечко куче е зборот во Јапонија кај што ќе го побарате и ќе добиете шиба ину. Шиба ину. Можам да кажам дека многу успешно поминува на кинолошките манифестации. За жал кажа во Македонија нема, но доаѓаат примероци од надвор, од гледувачи кои ги такмичат своите кучиња во Македонија. Така да често на кинолошките манифестации може да забележиме по еден-два примероки на идолова раса. Сега благодарение на Златко, расава имаме кај нас и може да кажеме дека и навиваме да што повеќе луѓе ја запознаат. Да, ти многу убаво веќе спомена во неколку наши епизоди на Тема 5 дека ги сакаш сите раси, меѓутоа време Македонија да добие сцена, кинолошка сцена или генерална сцена каде што ќе добиеме време да се информираме, да добиеме шареникост, Марче, затоа што има толку убави раси, а ние не сме запознаени. Сериозно? Македонија само ќе видиме лабрадор, ретривер, малтезер и тоа го гледаме спортот, затоа што немавме емисија кај што ќе може да ги представиме сите овие раси. Верувајте, има многу раси, кинологијата е наистина богатство, толку раси прекрасни, да го разбиеме тој шаренок и да ги запознаеме буквално сите раси, затоа што кучињата заслужуваат да бидат чувани и заслужува Македонија да има шарениво и на изложбите и како домашни меденици. И незалудно се вкрстуваат раси за да добиеме нели и шареноликост, за секој карактер да си добиеме нели посебна раса. Кога сме кај карактеристиките на Шиба Ину, претпоставам дека Златко добро се соочува со дресурите, меѓутоа темпераментно куче? Да, хиперактивно темпераментно куче, кое навистина мора да напоменеме дека е пред се многу храбро куче. Го користеле јапонците во постаро време за мал дивеч. Меѓутоа во поново време го користат и за лов и за крупен дивеч, затоа што е премногу храбра. А и прочитав по литература дека колку што најдов, дека е хантинг дог. Да, она е во хантинг дог, меѓутоа она оди веќе на крупен дивеч, оди на дива свиња, оди на мечка, така да премногу храбар примерок, може да си го даде животот, меѓутоа она не се плаши буквално од ништо. Е доминантна и во поглед на дресурата, веднаш кога ќе ја земете во дома, треба да се поставите како авторитет, затоа што ако не се поставите како авторитет, она ќе се сеќа дека е доминантна по дома и буквално ќе биде главна. Така тоа би значило мали проблеми низ мали големи проблеми по дома, да не ги плашиме луѓето. Меѓутоа затоа да се апелирам и ја правам на обука секој кој сака кученце, прво да се поставиме дома авторитет, кучето да знае дека ние сме дома главни, а потоа е тоа. Да речеме голем дел од семејството или пак првите собственици кои што сега можеби не гледаат и сакаат да набават куче, важно е да го знаат бидејќи од милина, од љубов и ги забораваме некои моменти за дека сериозно треба да бидеме строги или пак да имаат тие страва почит кон нас. Ете така, да, Шина Иво е како што кажав, многу храбро куче и мора да пазиме дури на сите оние прошетки и во цивилизација со други кучиња, затоа што се осеќа доминантни, она може да сака да се скара и со некој шарпанинец и со Кане Корсо. Без разлика дека стана она не препознава дали големо или мало, она се осеќа доволно силна за да елиминира се пред себе. Еден податок што го прочитав за нив е нели честите земјотреси кои ги имаат во Јапонија. Добро. Имаат зложенија во Јапонија каде што се одгледувачи на Шиба Ину. Дури велат под урнатин има многу јак мирис и под урнатин може да забележи дали постојат луѓе кои се под урнатините доле заробени да или повредени. Апелира, лај пробува да ископа и со тоа дава знаци дека доле има нешто живо кое мора да се провери што е како. Да, бидејќи Јапонија е една од оние земји кои што најмногу има елементарни непогоди од типот на земјотрес. Да, ја користат и за тоа, затоа што има многу добар мирис, многу добар мирис и многу добар осет. Така да не за џабе они го викаат јапонската гордост. Така да освен тоа што е со деца фина, со фамилија фина, добар чувар, добар хантинг дог, еве работи на земјотреси за такви работи, така да затоа се го добива епитетот јапонска гордост. Сега на некој физички ќе му се свига, на некој не, но ја кажувам нема лошо куче и нема грдо куче. Така е. Сварена вкус. Сварена вкус. Мене ако ме прашате лично, јас преферирам поголеми раси на кучиња, по-бубулози што ми се во срце, така да, но зашто да не, треба расата да допрете до нејзе, да имате првичен контакт и потоа да знаете дали е за вас или не е за вас. Шиба Ину ја препорачувам на сите фамилиарни луѓе кои сакаат неголемо куче
и куќа која може да комбинираат и дома, и во двор, Значи и во дека затворени, се и во снаоѓаме отворени по-големи простори. или поли простори. Освен Јапонија и така натаму, како поминува на Балканот оваа раса распространета? Има ли Барана е одгледувачи каде многу, што барана може е или многу, да. тешко се набавува, се доаѓа до расата? Тешко се набавува, меѓутоа сега со контактите кои ние ги воспоставуваме со изложбите, можеме да дојдеме до убав примерок на Шиба Ину. Да ти кажам, сериозно ужива во твоја Благодарение на Затко не донесе прв примерок изложбен во Македонија. Така чест. Се надевам дека во поскоро време дека Нана ќе и најдеме и партнери, дека ќе имаме и прво легва во Македонија на Шиба Ину. Да идеме на Мекици. И зашто не секој кој сака може го исконтактира или Затко или мене, ќе ги поврземе со тие одгледувачи од надвор, каде што ќе може да се донесе убав примерок на Шиба. Држат голема цена, да речеме, за оние Па средна цена, не се ни многу ефтино, но не се ни многу скапи. Сепак може да се најде за солидна цена. Меѓутоа е куќе кој има долг животен век, дека имате еден пратник од 15 на години кој ќе ве прати во добро и во лошо. И верувајте, толку ќе се поврзе со ова што може да имате и свој мал, но свој личен телохранител со големо срце. Меѓутоа за тренинг за кус период може да се научи на веднаш се учи. Многу интелигентна раса, за многу кратко време може да имате вистински пријател, бодигард по дома, пријател, сопатник во 15 години, буквално во се што ќе прави. Што се однесува до репродукцијата на Шиба Ину, колку може да речеме максимум легло да избере Тоа на е кучиња? индивидуално, од две кученца па нагоре, но со тоа што расата е кратка и не е многу голема. Да, и затоа сакам да кажам. Од прилика 4-5 кученца, 6 максимум, мислам дека се појавуваат во легло. Дај Боже пак ќе навивам во Македонија да сите љубители кои еве сега ќе гледат емисијата и ќе им се допадне физички екстериерно како изгледа, да малку се информираат, за жал многу литература за нив е на јапонски јазик, многу малку имаме на англиски или на друг јазик, германски, француски, меѓутоа јас преку мојот портал Купи Миленик нонстоп представувам раси со целосен превод, со целосно инфо и со видео што го наоѓам по интернет, така да стојам на располагање на секој кој му се допаѓа расова, малку од публичко да го запознам, а и тука е Затко да донесе Ана за физички да секој што сака да има контакт со нас. Да има контакт. Да, еве со Златко и веќе зад камерите откривме дека следиме неколку епизоди, ќе ги искористиме секако да посоветуваме и ги дадеме правилните насоки за дресура добра на милениците, бидејќи го запоставуваме тој момент. Не е само да се земе кучето, треба малку да се поработи заедно. Веќе Затко тој име наследно од неговиот татко кој со години е дресер, така да Затко продолжи традицијата и навистина е доста успешен. И ја навивам зашто поише се наградува и многу семејства да им го покаже патот како до прав миленик и како до вистинско поставување на миленикот дом. Верувам те се навистина како семејство и еве таа елеганција која ќе стои. Елеганција, Елена веќе комуницира од камерите со него. Значи, да, уште многу малку. Вистинскиот став на изложба треба да е изложбениот став. Ова треба да е нешто овака. Паралелни предни агне, паралелни задни. Важно е опашката да е како што е. Опашката треба да е во овој дел кој што е во оваа форма, веќе е научена дека сатка да како тренира со нив дома, ушињата треба да се вака. Карактеристично се каже дека носето треба да поминува низ овој средишен дел кај ушињата, значи да се што е во случајот Сана. Вака поставен. Сана не е во ефект, меѓутоа малце не е поспана. Меѓутоа ќе ви пратиме фотографии од првата изложба да видите како Кога првпат ќе изложиме Ана? Како рековме? Ана веќе има изложба на веќе има, ама ја мислам меѓународно. Меѓународно ја спремаме, ја спрема Затко, иначе она е веќе шампион на Македонија, нема конкуренција, меѓутоа е шампион на Македонија, се надевам дека сега со стартот на новата кинолошка сезона ќе се појави во Грција, во Бугарија и во Србија, така да јас не се сомневам, познавајќи од каде е донесена, не се сомневам во нејзините успеси. Стефан, пред самиот крај само да те прашам сериозно. Кинологијата е одличен пример, јас ќе кажам и оние кои што можеби не се собственици на миленици, да појдат, да ја видат таа убавина од раси и меѓу другото сериозно, дали кинологијата сериозно представа поле каде што ќе можеме да размениме добри содржини или да се информираме и меѓу другото
некаде да се запознаеме одблиску со некои од расите кои што се. За жал, да, убаво прашање. Значи, ќе пробам да одговорам малку пократко во интерес на времето. Кинологијата стана еден голем бизнис во кој сите тие одгледувачници се надпреваруваат за титули, за оценки, за што повеќе трофеи. А ти тоа не го поддржуваш? И јас тоа го поддржувам, но мислам дека кинологијата, како што е секаде во Европа, треба да биде еден празник за сите љубители на животните. Каде што буквално сите фамилии, дечиња, сопственици, родители, кои сака да си набават куќе, треба да посетат кинолошка манифестација и одблиску самите одгледувачи да ги запознаат со карактеристиките на расата која им се допаѓа. Бидејќи секогаш најдуваме на нови раси. За жал, сега кога ќе имаме ние изложба, сите одгледувачи се во некој ефект, се зафатени со спремање на куќиња и она публика која доаѓа, да може одблиску да ги види куќињата, но не може да праша или одговорот кој ќе го добие ќе биде многу скромен. Сувопарен да речеме, да, или скромен. Затоа јас имам еден поинаков пристап. И затоа, од оноga кој што јас ги запознавам расите, ги запознавам секојдневно, дошто се многу. Многу се така е. И сум отворен за секој кој сака да си набави раса, да го запознаеме идниот собственик со одблиску со карактеристиките и карактерот на расата. Ти завидувам да ти кажам, сакам да сум таму, али за куса време. Супер, ќе потсетиме само дека наскоро се подготвува во твоја собствена продукција и секако со голем тим кој што работи, веројатно конечно ќе се создаде клима за една специјализирана емисија за миленици, веројатно полека. Да, ние полека стартувавме, тоа е нешто што полека за првата пилот епизода се веќе сме во завршна фаза и можам да кажам дека кога се одлучив да го работам тоа што го сакам, после долги години собирање храброст, да се посветам целосно на милениците, план ми беше да бидам уредник и собственик на една емисија за домашни миленици, во вистински смисол емисија, нешто слично како утринска, која никако нема да запоставиме дека тука сме си дома. Супер, така е. Меѓутоа ќе имаме една емисија за миленици каде што ќе има неколку рубрики интересни за познавање со расите и целосно да речеме целосно афирмирање за цела кинологија, за цела нега, за цела дресура, така да не смеам многу да откривам предвреме, но само ќе кажам дека сите оние љубители на домашните миленици да бидат спремни дека навистина спремам нешто супер. И јас верувам дека секогаш кога се стартува некој проект на дополнувањето и градењето понатаму е многу поинтересно. За да биде интересно, ќе кажам дека имаме одлична соработка со Зоолошката градина во Скопје и дека до сега ја не сум знал дека секој животно таму си има свое име и си има свој карактер и во секоја емисија ние ќе се запознаваме со едно животно од Зоолошката градина. Кога сме кај Зоолошката пред самиот крај, ги подоруваш добрите услови сега претпоставам. Да. Треба убаво да се работи повеќе на едукација. Конечно Зоолошката градина заличува на тоа што треба да биде во изминатите години. Јас сум изненадан од тимот кој работи таму затоа што е прекрасен. Животните живеат во прекрасни стандарди, напролет се очекуваат многу. Да не знаеш случајно слонот кога доаѓа? Напролет. Напролет доаѓа слонот. Супер. Имаме слон во Зоолошка напролет. Да, имаме 3 жирафи, така да Зоолошката ќе биде навистина нешто со кое секој љубител на животните ќе може да се ја посети и да ужива. Супер. Знаеш дека ми е многу голема чест, Златко, поздрав секако, веќе следниот период ќе се посветиме и на дресура, да видите како тоа може би изгледа одблиску во некои од нашите изданија на Телма 5. Секогаш ми е чест, така да отворени сме се што треба. Ти благодарам сериозно денеска што ја промовиравме ова. Повторно ќе кажеме на од поредките раси Шиба Ину. Останете на Телма.